Благодарам, председателе, почитуван министер, почитувани колеги пратеници. Во оваа дебата по однос на ребалансот на буџетот на Република Македонија за 2017 година има многу убав момент, а тоа е моментот што прво работиме и во недела, а второ е што за прв пат опозицијата до вчера власт во Република Македонија зборува и дебатира по однос на ребалансот и по однос на прашања кои што биле прашања поврзани со дебати при носењето на буџетите изминативе години. И тоа е убаво. Зошто е убаво? Затоа што ако ги гледате стенограмите изминативе години, ќе видите дека скоро и да немало дебата, освен дебатата на тогаш опозицијската Социјалдемократски сојуз, по однос на буџетот, освен, нели, експозето на министерот за финансии. И ова е за прв пат после толку години да слушнеме како се води кампања воочи локалните избори во Република Македонија по однос на ребалансот на буџетот, истакнувајќи ги во тој случај опозицијата своите локални проекти и дебатирајќи на прашања поврзани со потребите на општините. И тоа е добро, затоа што 2013 година, последните локални избори во Република Македонија, во ова собрание немаше опозиција и не се дебатираше за реалните проблеми на граѓаните, затоа што на 24 декември 2012 година, кога се носеше буџетот за 2013 година, на начин на кој што се донесе, беа исфрлени опозицијските пратеници од собраниската сала. И ова е за прв пат убав амбиент во кој што се дебатира за реалните проблеми кои што изминативе години очигледно не биле проблеми за сегашнава опозиција. Но да се вратам во делот на ребалансот и буџетот. Зошто се прави ребаланс на буџетот за 2018? Прво заради фактот што тој е нереално проектиран, затоа што ги содржи повторно популистичките проекции на ВМРО ДПМН од изборните ветувања пред парламентарните избори во декември 2016 година, затоа што имаме 6 месеци празен од во функционирањето на институциите, бидејќи во парламентот се дебатираше за се, само не се дебатираше за потребата на граѓаните и развојот кој што требаше да следи во тој дел. Затоа што 6 месеци наназад се злоупотребуваа антикорупцијските мерки во делот на вработувањата и сите овие сега предвидени вработувања се обидувате да ги представите како вработувања од страна на владата и актуелната власт. Наспроти, сето она што го правевте воочи избори и со злоупотребите на антикорупцијските мерки до 1 јуни, кога се формираше новата влада и ја презеде да ја води премиерот Зоран Заев. И ќе кажам на кои принципи е формиран, односно граден овој буџет, односно буџетот за 2017 година. На комерцијален принцип. Што значи тоа? По моето поимање, ако оваа кошула чини реално 1200 денари, со лажно покачување, односно лажно намалување, прво се покачува на 2000 денари и потоа ја добива реалната цена со намалување од неколку проценти, за да ја добие реалната цена. Во тој контекст сакам да кажам дека и сите овие проектирања кои што се направени нереално, за да сега со ребалансот ја добијат реалната димензија која што е потребна, а во однос на тоа не се крати ништо што е реална потреба на граѓаните, напротив, се прави сето она што вие 11 години наназад со ребалансите пред вас сте ги правеле. Отворете ги стенограмите и погледнете ги сите ребаланси во изминативе 8 години, не мора да ги заокружуваме на 10. Ќе видите дека секогаш на средина на годината, фискалната година, имало ребаланс на буџет и во најголем дел во ребалансот се обезбедувале средства за успешно завршување на социјалните трансфери до крајот на
календарската, односно фискалната година, односно што тоа значи обезбедување на средства за исплата, сигурна исплата на пензии, социјална помош, породилно отсуство и така натаму и така натаму. Затоа ви паѓа во вода тезата дека овој ребаланс крати нешто што наводно требало да биде некаков развој во изминативе 6 месеци пропаднати за Република Македонија дебата на непродуктивна тема во Собранието на Република Македонија. Зошто имаме ребаланс на буџетот? Затоа што тој, вака скроен, без ребаланс, понатаму ќе проектира континуиран дефицит и потреба за континуирано задолжување на Република Македонија пред странските и домашните институции во делот на обезбедување на средства за, како што знаете да кажете, безбедност на граѓаните, а јас ќе додадам за финансиска безбедност на државата и финансиска безбедност на граѓаните. По однос на јавниот долг, бидејќи многу се дебатираше, доволен е фактот дека имаме 2 пати повеќе двојно зголемување на јавниот долг во однос на 2006 година, што говори за континуираното задолжување, продуктивно или непродуктивно, за изминативе години. И ќе зборуваме за проектите, односно за буџетите изминативе години, и ќе кажеме дека се тие некаде 30 милиарди, но јас секогаш го спомнувам податокот на Обединетите нации, не на опозицијата тогаш на СДСМ, дека странските извештаи велат дека во Република Македонија изминативе 10 години на нелегален начин, по нелегален пат се изнесени 5,2 милиарди евра. И тоа е нешто што исто така влегува во ова мегаломанско поимање на бројките и проектирање на буџетите. Јас ќе тргнам во делот на она што го зборував по однос на дефицитот и она што е континуирано креирање на дефицит во Република Македонија. Зборуваме за обезбедување на социјални трансфери, што е едно издвојување. Ке ве молам, зателе. Зборуваме за социјалните трансфери и за безбедноста на корисниците на социјална помош, на пензионерите, на родилките и на сите оние кои што примаат средства од државата по однос на остварено право на пензија, корисници на социјална помош или корисници на породилно отсуство. И ќе кажам следново: нема да помине во Република Македонија ниту еден буџет следниве години без ребаланс со одделување на дотација, односно зголемување на средствата за трансфер од буџетот кон ПИОН по однос на овие трансфери што ги имаме и сега, како што сме ги имали и 10 години наназад. Зошто? Еве една споредба. 2006 година трансферот на буџетски средства кон Фондот за пензиско и инвалидско осигурување изнесувал 153 милиони евра. Во 2016 година трансферот од буџетски средства кон Фондот за пензиско и инвалидско осигурување изнесува 435 милиони евра, или 3 пати поголем трансфер на буџетски средства за помош на исплата на пензии во последниве 10 години. Ако ова не е континуираното креирање на дефицит во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и потреба за ребаланси и потреба за задолжување на Република Македонија, е нешто што треба да си го дискутирате и вие, бидејќи со многу од вашите политики го поттикнавте дефицитот и креиравте континуиран дефицит. По однос на дефицитот, еве ќе зборуваме и за дефицитот во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Зошто? За да ја отворам дебатата за одговорноста на сите 120 пратеници во парламентот на Република Македонија и на предходната влада и на сегашната по однос на
обезбедување на средства за затварање на дефицитот во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и немање, односно ослободување од потребата преку популизам да ги плашите пензионерите дека нема да има пензија, нема да има покачување на пензија, а при тоа сте многу неискрени по однос и на обврските за двојно усогласување, два пати годишно усогласување на пензиите изминативе години и по однос на сето она што го правевте изминативе години со наводно 5% зголемување на пензиите. Дефицитот во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во 2006 година изнесува 2 милиарди 585 милиони и 50.000 денари или 42,5 милиони евра. Во 2016 година дефицитот во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување изнесува 17 милиарди 181 милион 390.000 денари или 281 милион евра. Или разлика од 239 милиони во последниве 10 години, што е 6 пати поголемо зголемување на дефицитот во споредба со 2006 година. И кога сме веќе кај дефицитот, јас повторно ќе активирам мојата дебата за мерките за вработување на претходната влада и проектот Македонија вработува 1 и 2. И тие бројки се вистините и точни и не сакам да манипулирате со јавноста дека мерките кои што ги предвидувало за вработување ВМРО од ДПМН изминативе години биле мерки кои што влијаеле добро по однос на приходната страна на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Во моментот, во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување по однос на неплатени придонеси за 2016 година се евидентирани 1,5 милиарди денари загуба или 24,5 милиони евра, неплатени придонеси за 22.000 вработени по двата проекти, ова е еден пресек, по двата проекти Македонија вработува 1 и 2. И тука треба да бидете искрени. Јас вчера дебатирав и на оваа тема. Колегата Цуклев ми кажа дека ќе ми извади листа на вработен од Македонија 1 и 2 од ПИО и ќе сум видела дека тоа не е вистина. Јас жалам што колегата Цуклев не е тука, јас ќе му дадам да види една таква листа. Да, се евидентира стажот, но прашање е дали е платен. Тоа треба да го прашате секој вработен кој што е вработен по однос на Македонија 1 и 2 и дали е член во вториот пензиски столб, за да се види дали плаќањето на социјалните придонеси е реално или не. Тука доаѓаат и пофалбите за овој проект од страна на корисници фирми на привилегиите на овој проект, во кој што еден од нив вели: со проектот се намалија трошоците за водење бизнис, но очигледно само за работодавачите во овој случај, бидејќи секое вработување намалено со социјалните придонеси се сведува на директна помош. Но, јас ќе го цитирам официјалниот допис од ПИО, добија на 26 септември минатата година, во кој што се вели дека во однос на покривањето на средствата по основ на придонеси за пензиско и инвалидско осигурување на вработените, опфатени со проектот Македонија вработува, нема законски основ истите да бидат обезбедени од буџетот на Република Македонија, односно од буџетот на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, дека фондот врши евидентирање на стажот, што е таа листа за евидентирање на стаж, за пресметана плата со основица на просечна бруто плата, но единствено вработените преку Македонија вработува не се членови на вториот пензиски столб, бидејќи не се плаќаат придонеси за нив и нема средства за префрлање на и тие средства кон вториот пензиски столб. И ова не го кажувам злонамерно, затоа што некој ако сака да реплицира ќе каже дека сме против
отварање на нови работни места, туку го кажувам од аспект на недоволната осмисленост на самата одржливост на проектот и континуираното креирање на дефицит во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, што значително ќе зголеми потребата на трансфер на буџетски средства кон фондот и дополнителни барања за задолжување. Затоа велиме, кога има 1,2 милиарди денари трансфер со овој ребаланс кон Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, мислиме на исполнување на обврската за обезбедување на редовна исплата на пензии до крајот на фискалната година и проектирање на сите потреби на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување со новиот буџет за 2018 година да ги добие потребните средства. Понатаму, субвенционирањето на минималната плата од 12.000 денари е нешто што е потребно и се обезбедени средствата со овој ребаланс. Зошто? Затоа што не е доволно само да се обезбеди, да се донесе закон за минимална плата, потребни се средства, меѓутоа потребно е и да се креира амбиент на работодавачите да ги задржат вработените на работа, а не да ги отпуштат. И тоа не е креирање на дефицит, туку е обезбедување на средства за редовна исплата на социјални придонеси и поддршка на предпријатијата кои што ќе на предпријатијата кои што ќе ги обезбедат тие средства. Материјално необезбедените лица или стечајците. Јас сум горда што владата обезбеди, усвои предлог закон за стечајците, за обештетување на повеќе од 3500 необезбедени стечајци во Република Македонија, бидејќи овој проблем не е од вчера, овој проблем се влече години наназад. И ова не го зборувам лицемерно, ова го зборувам наискрено, бидејќи јас сум дете на стечајни работници. И секогаш ми пречело, кога се злоупотребува прашањето на транзицијата во делот на стечајците и манипулирањето со прашањето на приватизацијата и при прашањето на стечајните работници. Но јас имам друго прашање. Дали изминативе 11 години нема, од 11 години изминати, нема да има нови стечајни работници? И дали скриената бројка на фирми кои што се под стечај ќе го отвори прашањето на транзицијата на ВМРО ДПМН, во кој што многу луѓе исто така ќе останат материјално необезбедени и се уште се материјално необезбедени. Тоа е прашање кое што, верувајте, ќе го дебатираме во следниве години во оваа собрание. По однос на радиодифузната такса, велите 150 денари или 190 денари не биле голем трошок за граѓаните, големо чудо сме направиле. Но прашете управата за јавни приходи на годишно ниво колку блокирани сметки имаат граѓаните, токму заради неплатена радиодифузна такса, и ќе ви стане јасно дека нормалното функционирање на граѓаните зависи можеби некогаш и од неплатени 190 денари. И затоа малку сте контрадикторни исто така по однос на ова прашање, кога велите дека не треба да се укине радиодифузната такса, а предлагате закон за укинување на радиодифузната такса. И бидејќи имам уште малку време, многу се манипулира со стратегијата за интеграција на бегалци и странци, но само за оние кои што не читаат, колега Ѓорчев, ова за вас се однесува. Зошто? Затоа што ако добро читате, ќе видите дека оваа стратегија ја имало и од 2008 до 2015 година и ја потпишал тогашниот министер за труд и социјална политика Џелал Байрами, и дека со оваа стратегија од 2008 до 2015 година, која што е иста, со исти текст, со исти акцијски план, предизвикала промена на 16 закони со усогласување на Европска директива.
И затоа апелирам да не се манипулира со ова прашање и да не се подгреваат јаловите дискусии како што ги слушавме во изгубените 6 месеци во ова собрание за некаква федерализација и кантонизација. Благодарам.